Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Joyce Meyer службите. Јас реков, Бог секогаш има план. Тој секогаш има план. И само затоа што ти и јас не знаеме што е планот, тоа не значи дека Бог не знае што е планот. Да. Ќе ви прочитам една мала листа од нешта низ кои треба да притиснеме. Одбивање, предавство, напуштање, неопростување, навреда, самосожалување, одмазда, тешки моменти и испити, тешкоти за кои не се чувствуваш дека ги заслужуваш, самоцентричност, љубомора, желба да се откажеш, обесхрабрување, разочареност од луѓе, разочареност од Бог и угодување на луѓето. Колкумина од вас имаат повеќе од 3? Добро, сакам да се исповедам. Јас се погледнав оваа листа, имав 15 од 16. Тоа не значи дека ги имам сите сега. Слава на Бог. И надминав некои од нив, но секоја една од тие работи требаше екстремно да застанам спротив нив во мојот живот и да не дозволам да ме обесхрабрат. Сега знам дека сакате да дознаете која од нив не ја имав. И нема да можете добро да спиете вечерва ако не ви кажам, па затоа. Единствената од овие која не ја имав беше разочарување од Бог. Не знам зошто, но поради некоја причина. Јас никогаш не го кривував Бог за ниту еден од моите проблеми. И мило ми е што не го правев тоа затоа што немав многу пријатели, а тој навистина ми беше потребен. Знаете, некои луѓе, првото нешто што го прават кога нештата не им одат како што треба, тие се лутат на Бог. А Бог не ги предизвикува нашите проблеми. Тој е одговорот на нашите проблеми. Она што навистина сакам да го запомните вечерва е дека е време да притиснеме во нови почетоци. И на некои од вас им е потребен нов почеток. Сега. Неколкумина од вас им е потребен нов почеток токму сега. Добро. Тоа значи сите. Не морам ниту да го кажам другото нешто кое што треба да го кажам. Знаете, може би ви е потребен нов почеток за да се ослободите од долг. Може би сте се обиделе претходно и едноставно тоа е проблем за вас. Едноставно продолжувате да трошите пари кои навистина не треба да ги трошите. Може би ви треба нов почеток од лошо однесување. Ти имаш ли однесување? Не? Никој овде не е со лошо однесување. Добро, ќе се обидам со нешто друго. Може би ви треба, може би ти си оној кој што треба да прости некому. Може би. Ако не си, тогаш можеш да го купиш ова поучување за некој друг. Може би ти треба нов почеток за подобра исхрана. Луѓето ме гледаат мене и велат: како може на твои години, како може да си во толку добра форма и да бидеш толку слаба? Па јас не јадам се што сакам и тренирам 3 дена неделно. Толку време пешечев по 8 километри на ден, додека не почнев да имам проблеми со моите стапала и не можам да го правам тоа повеќе. Но затоа ќе најдам некој друг начин да му вратам на ѓаволот. Амин. Да, не мора да знаете што имам. Добив плантар факситис, се справив со тоа и после тоа добив некаков си тендидитис. Знаете, има секакви нешта на секаде во вашето тело и сите тие сакаат да добијат некаков си итис. Мислам, има толку многу итис и не е ниту смешно. Колонитис, бурситис, како и да е. На сите нам ни се потребни нови почетоци цело време. Знаете, ние почнеме и некое време ни оди добро. Може би ти треба нов почеток во твојот молитвен живот.
Можеби ти треба нов почеток во проучувањето на Библијата. Можеби ти треба нов почеток во регуларно давање. Јас не знам како оваа порака би била за секој од вас на некој начин форма или облик. Добро, Павле рекол: за да го познаам Него и силата на Неговото воскресение, ова е Филипјани 3, стих 10 до 14, и учества во Неговите страдања, станувајќи член на Него во Неговата смрт. Апостол Павле ни вели токму таму дека ако ние сакаме да станеме како Исус, ќе мораме да поминеме низ некои од Неговите страдања. И тоа не е лош збор, тоа е библиски збор. Та некако да достигнам до воскресението од мртви. Велам така не затоа што веќе го достигнав или дека веќе постигна совршенство, туку што? Се стремам да го достигнам оно со кое Христос ме достигна мене. Во суштина тој вели: ако јас мислам на тоа што Исус направи за мене, низ што се тој помина за мене. Ајде. Тогаш јас сум решителен дека ќе притиснам ништо и да треба да поминам и да бидам човекот за кој што Исус умре за да бидам. Амин. Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам. Каква изјава? Едно нешто правам. Тоа е единствената моја аспирација, тоа најважното нешто за мене. Да го заборавам она што е зад мене, а се стремам, гледате ли? Се стремам кон она што е пред мене. Јас не знам дали ова е позитивна порака, токму сега вечерва или не, но јас го знам ова. Луѓето кои доаѓаат да ги слушат моите поучувања, јас нема да ве хранам со десерт секогаш кога ќе дојдете. Се извинувам, но едноставно нема да го правам тоа. Бог ве сака, вие сте мили, вие имате прекрасна иднина. Чудото во вашиот живот е толку близко. Ох, што можем и да го почувствувам. Можем да ве натерам да застанете, да биете гласни и можем да излезам од овде чувствувајќи се како да сум над се во светот. Но јас имам работа која треба да ја завршам. Јас треба да одговорам пред Бог за истата. Јас верувам дека таа работа која Бог ми е доверил е да им помогнам на Неговите луѓе да созреат. Амин. Ние сакаме да гледаме како луѓето се спасуваат. Но јас не сакам да се спасите, а потоа да ве гледам како сте телесен верник целиот ваш живот. Мислам, христијаните треба да бидат среќни. Ние треба да бидеме заразни. Луѓето треба да сакаат да го имаат она што го имаме ние. Тие треба да сакаат да бидат околу нас. Треба да има нешто поразлично во нас. Не треба да бидеме како сите останати, како светот. Ние сме помазани за тешки нешта. Ме слушнавте? Ние сме помазани за тешки нешта. Нам не ни треба. Не треба се да ни оди лесно во животот. Предизвикот во животот треба да ве натера да речеме: во ред, ајде повели. Ајде, вие знаете, ќе се чувствуваме многу подобро за себе си ако ни дојдат малку тешкоти и треба да се избориме со нештата, а не само ова: ох, мразливиот јас. Исаија 61 во 3 стих вели дека Бог ни дава масло на радост место тагување, облека на слава на место немок или очаен дух. Исус сака ние да имаме. Сега јас го подвиков ова. Тоа значи дека е важно. Исус сака ние да имаме постојано очекување за нешто добро, наместо постојано да жалиме за она што сме го изгубили.
Можете секојдневно да најдете нешто за што да жалите ако сакате, а то не е толку тешко. Се што треба да направите е да си седите, да се сетите на сите лоши нешта кои ви се случиле во животот и да ги заборавите сите добри нешта. Знаете, сите овде, ви се има случајно многу повеќе добри нешта отколку лоши. На сите вас, ви се имаат случајно повеќе добри нешта отколку лоши. Ние зборуваме за надеж и јас се изненадив кога дознав, кога направив едно темелно проучување на тема надеж, дека надежта не е само па се надевам, знаеш, се надевам. Не, библиска надеж. Петар вели дека ние сме новородени во вечна надеж. Знаете што? Надежта е нешто што можеш секогаш да го имаш. Без разлика во каков проблем или околност се наоѓаш, ти секогаш можеш да имаш надеж. Но тоа не е само, па јас се надевам дека Бог би направил нешто. Не, надежта представува позитивно очекување дека нешто добро ќе ти се случи во секој момент. Што се случува ако ти почнеш да се будиш со тоа очекување? Едвај чекам да видам што Бог ќе направи денес. Верувам дека денес ќе биде добар ден. Сите нешта се возможни со Бог. Кој знае што би направил тој за мене затоа што тој ме сака. А не да станете наутро и првото нешто што ѓаволот го прави е да ве потсети на се погрешно што си го направил во твојот живот. Нема ни да се помолиш и да побараш Бог да ти помогне затоа што си бил толку лош. Па исто како и сите останати. Погледнете ги можностите кон иднината, кои ги има за вас отколку минатото со сите негови разочарувања. Сега, Исус рече дека тој дојде да ни даде радост. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да уништи. Ние имаме непријател, тој е ѓаволот. Не треба да почнеме да сваќаме кој е навистина нашиот непријател. Твојата битка му припаѓа на Бог. Но тоа не значи дека тој ќе направи се за тебе. Луѓето стануваат толку возбудени кога проповедам од тие стихови од летописи кои зборуваат за тоа како битката му припаѓа на Бог. Ти нема да мораш да се бориш во оваа битка. Ти нема да го видиш овој непријател повторно. Битката му припаѓа на Господ. Луѓето само стануваат чудни и диви. А знаете што? Секогаш ќе има нешто што Бог ќе ти рече да го направиш. Тој му рече на Јосафат: оди и завземи го своето место. А неговото место беше всушност место за славење. И така понекогаш, ако имаш проблеми, наместо да ги споделуваш со сите, ти само треба да славиш. Само обожавај го Бог се додека не добиеш пробив. Дефиниција за жалењето е да чувствуваш тага или жалост, да се чувствуваш натажено за нешто што се случило или не се случило. Исус рече: крадецот влегува само да убие, украде и да уништи, но јас дојдов за да имате живот, да го уживате, да го имате изобилно, преполно додека не претече. Јас сакам да бидам среќен христијанин. Амин. Сега, за мене ова беше многу интересно. Во Стариот Завет Бог ставил лимит на тоа колку време луѓето можеле да тагуваат кога некој ќе умре. Во Второзаконие 34, 7 и 8 вели: Мојсей беше на 120 години кога умре. Окото не му ослабе, ниту му попушти силата. Значи тој се уште беше силен и се уште одеше. Тој немаше потреба од очила. Веројатно очите не му биле ослабнати. Ќе ви кажам, јас се обидував да погледам едно мени денес во автомобилот, кога одевме кон ресторанот. Се седев таму и 5 минути се преправав дека можам да го видам. Мислам, се обидував да го видам на секаков начин и конечно ми текна. Зошто не си ги изведам очилата? Знам дека не можам да гледам без нив. Без нив или без леки, едното или другото, па кога рацете повеќе не ти се доволно долги, тогаш треба да си ги земеш очилата. Но неговиот вид не беше ослабнат и тој се уште беше силен.
Израелците го оплачуваа Мојсеја во Моавските полиња 30 денови. Потоа завршија деновите на плачењето и на тажењето за Мојсеја. Сега, ја мора да сватите колку битен беше Мојсеј за овие луѓе. Тој се молеше за нив. Тој се исповедаше за нив. Кога тие се однесуваа како смешни мали деца, Мојсеј се молеше за нив и го убедуваше Бог да продолжи да ги благословува. Тој ги извади од Египет низ пустината и низ Црвеното море. И така, иако тие мраморија и се жалеа од Мојсеј цело време, јас сум сигурна дека тие исто така го сакале и навистина зависеа од него. Сега, тој умрел. И така тие не знаеја, но што, тие се уште не беа во ветената земја. Јас размислувам на тоа денес, се прашувам зашто размислувале тие. Па најверојатно ние никогаш нема да стигнеме таму сега. Но видите, еве го доброто нешто. Бог никогаш не е без план. Тие се уште не знаеја што е Божиот план, но тој веќе планираше да го прати Исус Навин за да ги однесе до ветената земја. И јас реков, Бог секогаш има план. Тој секогаш има план. Само затоа што ти и јас не го знаеме планот, тоа не значи дека Бог не знае што е планот. Слушнав како една личност вика, затоа јас ке викнам со вас. Тие жалеа по него 30 дена и времето за жалење завршуваше. Сега јас не се обидувам да бидам чудна. Ако ти си изгубил некој кој што го сакаш, јас не велам дека треба да го преболиш за 30 дена, но има принцип овде кој вели дека има време за жалење и плачење и има време за да продолжиме со животот. Тоа не значи дека за секогаш ќе заборавиш или дека ќе престане да ти недостасува таа личност. Но тоа значи, ако ти си жив и дишеш, тогаш Бог се уште има план за тебе. Ајде. А потоа, она што јас мислам дека е многу интересно, Бог го потсетил Исус Навин дека Мојсеј е мртов. Тој морал да го знае тоа. Тој тагувал по него за 30 дена. Исус Навин 1:1 и 2. По смртта на Господовиот слуга Мојсеј, Господ му рече на Исуса, синот на Винов, на Мојсеевиот помошник, Мојсеј почина. Сега не беше како тој да му кажуваше нешто што тој не знаеше. Па што прави Бог овде? Тој ја доловува смислата. И еве ја поентата што тој сака да ја направи. Мојсеј е мртов. Затоа сега стани, помини преку тој Јордан, ти и сиот тој народ, во земјата што јас им ја давам на Израеловите синови. Така тој вели. Добро, тој дел од твојот живот е завршен. Дали сте тука? Тој дел од твојот живот е завршен. Сега е време да станеш и да почнеш повторно да чекориш. Ајде. Што и да е тоа, мојот сопруг ме остави. Една жена ми рече пред некој ден, таа рече, мојот сопруг ме изневери со мојата најдобра пријателка и рече, јас мислев дека сето тоа ќе ме убие, се додека не ги слушнав твоите поучувања и сатив дека ми останува уште цел живот. Јас бев сексуално злоупотребувана од мојот татко за многу години. Беше лошо. И јас бев збркана на секој начин на кој што човек може да биде збркан. Но јас сум се уште овде и се уште станувам се подобра и подобра секој ден. Но еве нешто. Еве нешто што мора да се промени, ако сакаш да ги имаш Божиите ветувања. Ти мора да донесеш одлука и ако не си ја донел се уште, можеш тоа да го сториш вечерва. Одлуката која мора да ја донесеш е дека ти нема повеќе да имаш менталитет на жртва. Сега, јас ве сакам вас со целото моје срце. Ако не ве сакав, не би го правила ова. Но сакам да ви кажам дека вие можете да бидете жални или можете да бидете моќни,
Но ако си седите наоколу со самосожалување ден по ден затоа што животот не ве третирал правилно, тогаш вие ќе ги пропуштите прекрасните нешта кои Бог ги има за вас. Сите сме еднакви во Бога. Вистински сите имаат еднакви можности во Бог, зашто тој рече: еве ги моите ветувања, ако вие верувате во мене, јас ќе ги направам овие нешта. Но не вели колку долго треба да верувате. Не рече 5 минути или 3 минути или 2 недели. Можеби ќе треба да веруваш со години да бидеш навистина цврст, но и така немаш ништо друго подобро да правиш. Мислам, дали имаш? Исто треба да имаш малку надеж. Не е многу интересно да живееш без неа. Јас прочитав интересна случка во една книга по име Дете на џунглата. Еден мисионер и неговата фамилија живееле меѓу племето Фају во Нова Гвинеа. Ќерката на мисионерот Сабина го напиша ова. Кога прв пат се преселивме во Фају, се прашував дали тие знаеја некои песни, затоа што никогаш не ги чувме како пеат. Добивме одговор доста брзо. Само што се вративме од Дана Убара. Неверојатно ги грешам сите овие имиња, но како и да е, и нашите нешта повторно беа украдени. Значи, секогаш кога тие заминувале, се враќале, истите луѓе на кои се обидувале да им сведочат, им ги краделе работите. И како што ние правиме список за нашите изгубени работи, чувме песна од другата страна на реката. Тоа беше Накире, пеејќи во прекрасна монотонија. Тој пееше: Фају се како птици. Тие секогаш земаат од истото дрво. Толку лош народ. Сироти класу, жалните Дорисо, тие се толку жални прашувајќи се каде им отидоа сите работи. Татко ми беше воодушевен затоа што свативме дека Фају едноставно импровизираше песна токму за оваа ситуација. Песната беше составена од само 3 ноти со кои ти изразуваа што и да чувствуваа во моментот. Тоа не е најсофистицираната музика, но беше звук кој брзо го засакав. Нивната употреба на песна за да се изразат може да биде една од многуте причини. Сега сакам да го слушнете ова. Можеби една од причините зашто Фају изгледаат како да не страдаат од депресија или било каква друга психичка болест, нивните чувства се веднаш изразени. Дори имаат и посебно време одредено за изразување на емоции. Например, песната за жалење. Кога песната за жалење завршува, тагувањето навистина е завршено и животот се враќа во нормала. Кога некој се соочува со травматичен настан, тој може да лежи со недели во неговата колиба без да каже збор, но сепак пеејќи со часови. За време на овој период, другите членови на племето го обезбедуваат со храна. Тогаш еден ден, тој едноставно ќе стане, ќе излезе од неговиот шатор, ќе остави траумата позади него, исчистен од целата болка и со насмевка ќе се врати во секојдневниот живот. Што ако ние почнеме да си пееме наши песни? Јас сум толку мизерна затоа што маж ми го испудија од работа. И јас не знам што ќе правиме ние. Јас не разбирам зошто моите пријатели се благословени, а јас цело време минувам низ тешкотии. Кога ли ќе ми се променат околностите? Се чувствувам како да сакам да избегнам од сето ова. Откако ме слушна како ги проповедам ова на семинар, една девојка од мојот тим се направи песна за незините синуси. Одеше вака: толку сум уморна кога моите синуси се запнати. Јас само сакам да дишам. Да, јас само сакам лесно да дишам. Не ми изгледа фер што сум алергична на местото во кое живеам. Тоа не е фер. Знаете, прве си помислив, колку глупаво. Но знаете што? Токму тоа го направил и Давид во псалмите. Мислам, ако видите,
Тие се песни, вели, песна од Давид, или песна за ова, или песна за она, и повеќето од нив се жалење. Не знам, да бидеме луди за Христос, обидете се. Ајде, застанете на нозе и дајте му на Бог голема слава. За да можете да се одржите во новите почетоци кои Бог ги има за вас, има две нешта кои треба да ги сторите. Оставете го на што е во минатото и притискајте напред кон нештата кои се пред вас. Ќе ви биде предизвик понекогаш, но запомнете што Библијата вели. Вие можете се преку Христос која е ваша сила.